Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Се помажува Чедото Божјо Илија со елеот на радоста во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. За исцеление на душата и на телото, за да ја слуша верата, Твоите раце ме створија и ме создадоа, за да оди по стапките на Твоите заповеди. Се крштева Чедото Божјо Илија во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Нека биде. Амин. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер, почитувани, и добродојдовте во специјалното издание на Гласот на народот. Денеска сме вторник, 4 август 2026 лето Господово. Чест и задоволство ми е што вечерва ја отворам оваа специјална емисија на Гласот на народот. Ќе не гледате како репризно издание во петок, во обичајниот термин. Бидејќи на вистина имам зошто да говорам на денеска, вторник, имајќи факт дека ова што го имавте сега пред некоја секунда, тоа е една убава, јас се ежам кога ви го кажувам, појава на крштевање на наши македонци, поточно момчето што се крштева е украинец, кој е верен за македонка, и за една дигресија и кнегиња Олга, украинската кнегиња, православието го зема од манастирот, од црквата Свети Наум Охридски, значи од Македонија. Православието е земен и русите го зема православието од Македонија, тоа го кажа и Путин. Што е пораката? Пораката дека оваа место, Македонија, не случајно е напишано со десницата на Господ Исус Христос. И пред да почне емисијата, тоа зборам со моите соговорници, не е само да бидеме силни навилици, ние сме библиски народ, ова морам да го коментирам. Тоа е што се случува во изминатите години, слава на Бога, во последните години се враќа повторно верата кај младите, а тоа е многу силно. Никош не е доцна да се придружиме, да се приближиме кон верата и под покајувањето. Но кога сум кај покајувањето, морам да спомнам дека со најголема индигнација и исто јас јавно го осудуваме немилиот настан на село Ташмаруниште, едно од историските места на македонизмот во Македонија, историското минато кога македонскиот народ јавно кажа дека сака своја република. Начинот на еден немил настан што беше организиран, народна забелешка и новинарска забелешка,
од талогот на политиканти кои нападна службено лице извршувајќи своја служба, тоа се однесува на премиерот Христијан Мицковски, кој на вистина на недоличен начин тоа се случи на денот кога се одбележува 123-тиот роден ден на првата република на Балканот, тоа е Илинденското востание. Затоа и од името на неговото високо просвещенство Владика Петар, исто го пренесувам тоа најголемо разочарување и не напад, туку и со индигнацијата, тој протест кон ваквиот чин, што се случи во Ташмаруништа. Ние затоа вечерва ќе говориме и дозволите ме само уште неколку збора. Во вечерашното издание на Гласот на народот го отвараме теми кои ја брануваат македонската јавност и отвараме прашања што директно ја засегаат еднината на Македонија, демократијата, националните интереси, местото на македонската диаспора. Дали конечно дојде време Македонија да има возможи на своите иселеници рамноправно учество во изборниот процес преку електронско гласање, гласање по пошта или преку една изборна единица. Дали гласот на македонската диаспора е доволно слушнат и дали тоа може да биде еден од најсилните двигатели на економскиот, културниот и националниот развој на државата. Каков е ставот на македонците во Србија за актуелните политички процеси, за уставните прашања и за еднината Македонија. Во вториот дел на емисијата ќе анализираме и политичката атмосфера по илинденските чествувања, зашто говорот на премиерот Христијан Мицковски во Пелинце предизвика силни реакции и остри политички полемики. Да не ја прераскажам, дека биде интересно. Знам дека ќе бидете во овие 90 минути, 82 минути со нас. Дозволете ми да ги представам моите гости, специјално од Белград. Директно во студио дојде Елена Шалемска, подпредседател на Демократската партија на македонците во Србија. Добро вечер и добро дојдовте. Добра вечер и ви благодарам на поканата. Чест ми е вечерва да бидам тук. И мене, чест и задоволство и предизвик. И што да кажам, Сотир Костов е еден од најврните геополитички аналитичари и познавачи и на политичкиот амбиент од државата и надвор. Сотир, добро вечер и добро вечер, добро ти најдовце. Еве, во рамките на ова наше вечерашно дружење, сметам дека ќе има зашто да дадеме одговор на многу прашања што прво како го оценувате прво ваквиот настан што навистина е немил за почеток, а после ќе го дефинираме и од Пелинце и од Ташмаруниште. За овој талогот не сакам да оценувам, од мене ќе остане неоценет 0 или единица кец. Талогот нека си остане талог, човек. Не смее да се бират свети денови, а Илинден е тоа и државен празник и Свети Илија, громовникот, дава живот, дава вода, дава огин, дава се. Така барем митовите, легендите велат и она што читаме во Библијата, а нема причина да не веруваме. И некој му текнал да навредува или да пресретнува. Не, тогаш чествуваме. И историја, и традиција, и државност, и се. Значи, талогот го фрлам, нека остане во талогот. А инаку за Пелинце, за Крушево, за Скопје, пред Ченто, споменикот на Никола Карев, пред споменикот на Асном и на основачите на ВМРО ДПМН, значи, трите делегации, едната предводена од председателката Гордана Силјановска Давкова во Скопје, другата предводена од подпредседателот на Собранието во Крушево и третата од премиерот, почитуваниот професор Христијан Мицковски, се најдобро. Говори за оптимистички, полни со позитивна енергија, говори кои кажуваат дека има светло утре, говори кои и по не знам кој пат повикаа на обединување. А што беше нападна дека на двојба? Не, види.
Имаме специјалци, ние имаме капиталци во нашето општество, во нашата држава, во нашето секојдневие, кои се отфрлани веќе неколку години од народот, од неговото величество народот, не ги гласа, не ги сака, ние продадоа Македонија, ние обезличија Македонија со продавање на името, се обидува со бугарите да не застрамат и не засрамија. Оваа власт го спречи тоа и сега ќе измислува за една реченица кога човекот кој го води ова општество, ова држава, се надеваме во подобри економски и социјални услови, а првите параметри од светските институции, европските и на Европската унија кажуваат дека патот е тој, тие си дозволуваат да се препознаат самите, иако не беа апострофирани име, презиме, адреса, и да прават сега поделби. Не, апсолутно, па видите ги пораките и на Мицкоски, и на Силјановска, и на почитуваниот Милошевски. Па тоа беа прекрасни порај. Милошевски збореше за саможртвата, за жртвата, за херојството на Мечкин камен, на Слива, на другите битки и така натаму. Почитуваниот Мицкоски кажуваше што значи изборувањето на државноста, што значи оформување држава, ама и што значи зачувување на придобивките и на сите вредности од Илинден, од Енобе, од Асно. И сега само една реченица, која кога ќе се извади од контекст, може би звучи и та. Ама ние знаеме дека имаме талог. Кое општество, каже ми ти, нема талог? Тоа е, прочем, метафора. Тоа е метафора. Значи, лично, потоа, говорот на Силјановска. За прв пат примите, ви ги знаеш, ја не сум вчера аналитичар, 30 годинова одбележувам, најкратки говори, најјасни, најконцизни и без историцизми, без ке, без цитати, па дури и без истории и историографии, се задржаа на сегашноста и на иднината, спомнувајќи го минатото, и сега некому не му чини. Не, ја ги игнорирам. Јас ги игнорирам, оценката е кец. Оценката е кец. Добро. За овие талогот. Да, за талогот, Елена? Јас искрено тука не би ни давала било каква оценка. Јас само би кажала дека тоа е навистина големо разочарување на еден таков прекрасен и значаен ден за кој не можам да најдам најубав епитет да го опишам, колку е тој ден битен за целиот македонски народ. Многу е лесно вие во одреден контекст на една реченица да почнете да барате негативни работи. Знаете како поентата е да го бараме убавото. Ајде да го бараме убавото, ајде да се обединиме, ајде сите да работиме за заеднички напредок. И навистина сметам дека тоа е крајно некултурно, ете ќе се изразам единствено со тој збор, на еден таков ден да се занимавате со навреди, со буквално навредување на лицата кои во моментов се лицето на државата во која вие живеете. Значи, крајно некултурно и крајно разочарувачки. Браво за Елена, браво. Се согласувам и со вашата оценка. Еве да ја свртиме страницата за тој прв дел за кој се ве поканив и благодарам што дојдете директно од Белград. Поздрав пред седна вашата председателка Маја Георгиевска. Почитуваните гледачи доста се запознати. Да, ќе биде претенциозно, али искрено од ното на душата го кажувам. Гласот на народот секогаш е добар домаќин и сите 26 години со срце ги гостува како домаќин македонците во светот. Ја не го сакам зборот диаспора и затоа велам нашите македонци во светот. Македонците во Србија за потсетување во времето на Социјалдемократскиот сојуз дозволиле да останат без струја. Значи, одржуваа состанок, политичката партија спроти големиот празник Илинден, исто така коинцидираше, и немаше никаква финанска поддршка ова политичка партија која многу дава од себе Македонија да ја представи вистинско светло во светот. Еве како подпредседател на таа референдна партија на македонците во светот, кој е твојата можам да ти? Да, слободно. Македонците во Србија положува права и предизвици. Еве дека биде тоа еден клуз. Па, знаете како, основното што сметам дека е веројатно проблем и кај сите македонци кои живеат и во останатите држави е проблемот во
разединувањето таму меѓу нас самите. Како понекогаш се работи од лични интереси, понекогаш процесот на асимилација си го прави веќе тоа што си го прави. Сметам дека и покрај тоа што сме ние мал број, да речеме во Србија од последниот попис во 2022 година е околу 14.700, значи да заокружиме на 15.000, што е значително помала бројка од пописот во 2011 кога 27.000 македонци се изјаснати. И тука се случува оној момент што на пример ние сакаме во моментов да го промениме, а тоа е кога ќе ги запрашате македонците зошто не се изјаснуваат како македонци, затоа што да бидеме реални, фактичката состојба таму на пописот на македонци е многу поголема. И се заборавени, да бидам искрен, од држава, од матицата. Нивниот одговор е, а што имам јас од тоа? Да. Буквално народски кажано. Она што работиме во моментов и благодарение на премиерот Христијан Мицковски, каде што во неколку наврати раководството на нашата партија имаше средба со него лично и представници на владата на Република Македонија. Имавме состанок, ни беше пружена поддршка, зашто сме навистина благодарни, затоа што колку и ние да соработуваме со институциите во Србија, нам сепак ни треба поддршка од нашата матична држава. Што е пример на Србија и други држави, Хрватска. И заедно сакаме да дојдеме до тој момент да македонците таму да се чувствуваат горди, да кажат дека се македонци, односно да се изјаснат како македонци, а не секогаш со години уназад како што низ историјата се случува да биде а што имам јас од тоа. Имам од тоа што се гордеам на своите корени. Се гордеам на прекрасните луѓе академици кои се излезени од оваа држава. Се гордеам на прекрасните македонци, вие во една Србија, во тие, ајде да речам 15, кои не се 15, се многу повеќе илјади македонци, имате преуспешни бизнисмени, преуспешни и познати граѓани на кои и самата Србија е горда. И време е да си пружиме рака и со македонците тука, и со власта во Србија, и таму македонците едни меѓу други. Сметам дека конечно личните интереси таму на поедини лица, како и тука, како и секаде, дека конечно треба да се стават во втор план и во прв план да излезат интересите на заедницата. Нема да ми замерите со оглед дека како добечи морам да го испоштувам кучниот ред на програмата. Почитувани, ова е само за загревање. Ја спомнавме Србија, а не можам да речем благодарам на Телеком Србија, која преку својата мајка, својата ќерка МТел, не гледате ширум светот на 5 континента. Значи не гледате сега во утринските часови во Австралија, Америка, Канада, во различни часовни зони. Значи ние сме на лайв стрим. Уште само да додадам, мораме да го испоштуваме нашиот договор, таа рекламата, и нема да ми замерите повторно, или ја ќе го спомнам, бидејќи ова е интертејнмент, не само еден контактно политичка рекреативна програма, и имаме 2 музички numeri, значи после рекламата повторно за личен Илија, кој навистина влезе во православието, тоа е на голема љубов и гордост, не гордост, почит кон верата. Одиме со рекламата и ще само поздрав од вашата екипа. Тоа е Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на проектот, главен инженер Ивана Алексовска и Марко Лефтеров, да? И главниот логиста, уредникот по програмската политика, тоа е Владимир Котевски. Одиме со рекламата и со личен Илија. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќаја програмата во живо до 7 дена наназад. И уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, личен Илија. Ние грабна и Наталија Ристовска од Струга во Њу Џерси.
Тоа е убаво почитување. Јас не случајно ги избрав овие numери. Ова се наши македонци во светот. И како кај нив расте таа македонштина. Визави тука, морам да бидам и критичар. Значи, еве, колку се сака Македонија надвор на границите. Ние сме во границите на Македонија сега. Сотир, како би коментирал оваа вистинска доброценка на Елена? Јас, као човек од трето доба, да ти кажам, многу се радувам кога ќе видам млад човек вака да размислува. Не знам сега дали во Македонија господицава Елена е родена или во Србија. Прво, потечно и поубаво од мене зборува. А толку години предпоставуваме во Србија. Второ, убаво зборува, како за македонците во Србија, така за Македонија. Мене душата ми е радосна, да ти кажам. Јас сум задоволен кога ќе видам дека младите не се откажуваат од Македонија, ја сакат Македонија. Ја само една приметба, не е приметба, колку сме, толку сме, токму сме. Ти рекавте мала заедница. И најмалата заедница е најголема за Македонија, за мала држава како што сме ние. Не би рекол дека е тоа толку мала заедница, јас знам дека има, сета моја обука, кога јас се обучувам, ја правам во Белград и Сараево, ги знам приликите, впрочем и 4 години работев во Белград, ја во младоста, и мислам дека доста нема нас македонците таму, ама колку сме, толку сме, токму сме Гане Тодоровски. Да. Иако некој пат е добро да се преброиме малку подобро, да направиме некоја кампања, еве сега е актуелно во Австралија. На 11 или не знам кога, или 9 август има пребројување, има попис. И гледам нашиве за прв пат добра кампања водат, таму званично сме негде 111.000, а сите проценки на нашите, и не само на нашите македонци, туку и на званичниците од Австралија, кажува дека ние има меѓу 200-250.000. Некои дори оптимистички велат и 300.000. Има. Тоа не е за занемарување. Таму приликите може би малку помалку ги знам, ама доволно ги знам преку македонски корени, Јони, преку Перин, радиото. Ама во Канада многу добро ги знам приликите. Бев гостини на Илинден и на Обединети македонци, промовирав книги таму, се дружевме, кога беше најтешко, кога ни беше тешко за името, кога не продадоа, не обезличија и така натаму. И цове, јас сум кажал, ама за тоа кажување имам и проблеми, дека ја не велам диаспора, ја велам заедниците на македонци во европските држави и прекоокеанските држави. Тие луѓе, пак нека ми замерат сега, нашиве се поголеми македонци. Согласно? Тие луѓе, вака сега се разбереме, тие луѓе отишле од Маката, Галичник, Лазарополе, Брајчино, Битола доле. Да не ги набројувам, Малешевијата. Имаат сите традиција неколку вековна на, популарно речено, печалбарство или помодерно гастербајтерство. Тие луѓе или се враќале, или парите ги враќале, семејствата ги издржувале. Сега во помодерно време, кога имаме, како што рече господица Елена, и успешни бизнисмени, улагаат, дали преку своите семејства, дали преку мешовити фирми, македонско, српско, австралиско, гледав на една емисија прекрасни неколку фирми, австралиско-македонски, што сакаме ние повеќе собе? Пак да не ги третираме, да не гласаат, да не им заложиме достојни, хумани, човечки услови да гласаат, и да не биде а не по 3000 километри со авион да се возат да гласаат. Дали треба да бидат банкомати? Значи, ние сме едни македонци. Како беше она Македонио каде и да си, македонецу мои каде и да си, во Македонија, во соседството и во сите земји. За мене сите се еднакви. Па какви емоции донесов 19-та година од Канада, да ти кажа. А да не зборувам за европските земји што су модел раните па 90-ти години, кога да се пофалам во Хановер, во Минхен, на клубовите сум правил статути, сум помагал програми, она. Ги знам приликите, луѓето си ја сакат Македонија, никад не ја заборавиле. Да, тачно е младите. Сакат некој пат да кажат, што имам јас од тоа, ама не се младите криви. Ние сме криви. Требаше малку повеќе да ги заинтересираме за Македонија. Како
како што вели Елена за корените. Сега гледам неколку кампањи се водат, она што значи брендинг Македонија, она што значи развој на туризмот, те етничките, планински, ваков, таков, па и на трговијата. И лично мислам, сега е моментот ние младите да ги запознаеме која е Македонија. Најбогатата духовно земја на свет. Не морам за економија. Тука дала природата, тука дали Господ. Ние само тоа треба добро да го канализираме преку една позитивна енергија и синергија и младите да доаѓат, а еве ги. Пред 2-3 дена гледав една кратка репортажа за Преспа, за Охрид. Наши млади деца од странство престојуват и добро, убаво се изразуват. Најмногу фалиат црквите, манастирите и секако гостителските објекти. Тргната е работава, треба да се издржи, не треба да се поставува колку пари кошта тоа. Не кошта пари. За македонецот да се чувствува горд, како што рече Елена, нема вредност. Нема пари, има да ги најдеме тие пари, има луѓето да им се овозможи да гласаат и да се осеќат еднакви со нас. Не сме ние ништо поголеми. Апсолутно. Тоа е мојот коментар. Елена, добро го начина господинот Костов електронското гласање. Претходно јас да се задржам на тлото на Србија. Како политичка партија, да бидам искрен, имавте доста обструкции. Како новинар што го следам случувањето во Србија, моја, новинарска констатација е, има таму патриоти, што викам, комерцијални, од своја лична интерес. Во Националниот совет, за почитуваните гледачи, Србија е држава кај што навистина ги почитува правата на малцинствата, случувајќи кој македонското. Се прави Националниот совет кај што треба македонските вистински лидершипи да бидат таму и да се изборат за правото на македонците. Но имаме таму случај кај што Кичановиќ, тие мислат само за себе. Не сакам име да лиферувам, ќе се пронајдат, а вие ги знаете. Има ли време, дали дојде време таквите комерцијални поднаводници патриоти да се тргнат и конечно вам, како една перспективна партија, докажана партија, ви го отворат патот да ја створите вашата зацртана идеја? Па, видете, оно што е мој личен став, воедно и став на целата наша партија, е дека конечно е време да се добие освежување во смисла на раководството како на партијата, така и во структурата на самиот Национален совет, дека треба да се внесе енергија, дека треба да се оди кон модернизација, дека македонците конечно треба да се обединат, како што кажавте. Мене навистина ми е непријатно, јас кога кажувам дека постојат такви луѓе кои сакаат да остават слика на некаква лажни обединети македонци во Србија. Искрено јас во моментов и за жал не сметам дека тоа е така. Да, сме обединети до одреден степен, меѓутоа сметам дека може многу повеќе и сметам дека може многу подобро, кога, како што кажав и претходно, кога одредени лични интереси ќе се стават во позадина и во прв план ќе излезат интересите на самата заедница. Ние како партија, со оглед на тоа што кон крајот на годинава следуваат нови избори на Националниот совет, веќе е многу известно дека ќе излеземе и со наша сопствена листа, каде што ќе предложиме лица кои се лица академици, лица спремни да допринесат, лица спремни да работат, лица кои се спремни да бидат мост помеѓу Македонија тука, помеѓу македонците во Србија и Република Србија како наш, јас морам да признам дека тие се наш партнер, држава каде што сепак македонците таму живеат, работат, ги остваруваат своите секојдневни активности, апсолутно со целосен респект према таа држава. Нашата цел е ние да бидеме мостот на обединувањето, мостот на соработката, затоа што сметам дека има навистина многу да се работи на обединувањето во смисла на култура, соработка, организирање на летни кампови. Поентата е и младите луѓе да го почувствуваат македонизмот, да се чувствуваат како македонци, а тоа многу добро ќе се постигне кога тие ќе поминат малку време тука, кога ќе видат колку ние всушност како народи сме слични, колку можеме да си помагаме и да соработуваме меѓу себе. Впрочем, бидејќи следат
односно се најавуваат, се уште не знаеме во Србија и парламентарни или председателски избори ќе видиме, но доколку значи бидат парламентарни, исто така ќе излеземе. Нашата партија е спремна да излезе, да настапи, да учествува. Мислам дека овој пат нема простор за грешка, нема простор за обструкции, затоа што веќе македонците таму се свесни кој навистина работи, кој навистина може, кој навистина знае, а кој не е спремен, кој треба да се повлече и кој единствено работи само за своите интереси. Интересно е што председателот на Србија, господинот Александар Вучич, покажува неограничена поддршка на Република Македонија во сите сфери на живењето, вклучувајќи и вас како мацинства кои живеете во Србија, кои создавате, придонесувате, ја раздвижувате државата на економски план и културен план, што не било пример во претходните години кога владеа, толку владеа другите кои не ги интересираше Македонија и други. Затоа јас кажав со огромен респект према државата Србија. Ние неудобно имавме средба и во нивното министерство, каде што разговаравме со генералниот секретар господинот Иван Бошњак. Мислам, тоа беше навистина една пријателска, навистина една конструктивна средба, каде што буквално се советуваме, се консултираме за ситуацијата, моменталната ситуација во Србија, како да се подобри положбата на македонците, како да се намали, односно да се избегне тој процес на асимилација, така што апсолутно како што кажавте, таа поддршка е неизмерна и јасно видлива и тука и таму. И затоа е неопходно тоа освежување на една млада крв во тој национален совет, што априори е битна, особено сега кога се дефинираат и не само контурите, туку целата слика за македонците како да ги освојат своите права. Апсолутно. Ако не се лажам, мислам дека средната возраст на членовите на Националниот совет во моментов е околу 67 години. Колку? 67 години, мислам со должна почит, тоа Почит, се прекрасни меѓутоа треба да се одморат. И од професионален аспект, меѓутоа сметам дека е време малку поенергично да почнеме да си ги бараме своите права и своето место. Ја да ви кажам, похрабро презимајте и ги работиве вие помлади. И јас се согласувам со тоа. Вие ако сами не ги преземете, никој нема да ви ги даде. Мора да има Слободно презимајте. баланс на млада енергија и мудрост, нели мудрост која неминовно си доаѓа со годините. Да, сметам кога ќе се направи еден таков баланс дека успехот е неминовен. Како ги организирате, например, случувањата, не само по државните прашања, и уопшто случувањето Македонија, како ги доживувате во Србија? Со оглед дека еве јас се трудам и правам поздрав до господинот Ристо Дурловски, со Трго, сигурен сум се сретнал со него, председателот на македонските Не, го знам, ама не еве, ви најавам на 21 овој месец, гостин ќе не биде председател на македонците во Канада, и така ние реков, дадов збор дека ќе ги имаме нашите македонци во светот, речи се од сите страни на 4 страни на компасот, и дај Боже тоа да се реализира интерактивно и се тоа. Дали време Македонија еве порекоме за тоа гласање и промената на изборниот закон, што искрено кажам, едино ова власт ги отвори ширум портите и за една изборна единица, за што беше уште подсетиме, за начинот на гласање електронско. Што е тоа храбрувачки чекор што го направи премиерот Мицковски без некакви задни намери. А од друга ситуација опозицијата веднаш дрва и камења со амблок, како блокадерите во Србија, во Белград. Еве, кој би вашиот коментар токму за македонските блокадери СДСМ, новинарска забелешка? Да, знаете како искрено јас многу бев срекна кога посебно начинот предвидениот начин на електронско гласање, затоа што сметам дека треба да одиме дефинитивно кон процес на модернизација и не секогаш кога ќе излезе некоја ваква многу добра новина, да кажеме, а што ако не успее, а што ако успее електронското гласање, нели? Значи, моментот е електронското гласање сега доколку да речеме дека се оствари по електронски пат,
македонците низ светот да може да си го остварат правото. Да, јас колку што разбрав опозицијата, нивните ставови се спорни во смисла како тоа на начинот кој ќе се одвива, што впрочем како што вели текстот на законот дека со подзаконски акти понатаму државната изборна комисија е таа која ќе пропише како тоа ќе се одвива. Ние мораме да дадеме шанса на тој процес на модернизација, затоа што ако цел живот, и не само за овој процес на гласање, ако цело време ние негираме да напредуваме под изговор дека што ако не успее, тогаш ние цело време ќе останеме во една мртва точка, како впрочем што години наназад се случува. Сметам дека тука е многу битно и јас се надевам дека државната изборна комисија со подзаконските акти нема да Чи председател е член на СДСМ? Тука, видете, не можеме ние тука да играме апсолутно, јас мислам дека тука нема простор за никакви така наречени они што мислат дека тука би се правеле некакви превари или не знам што. Затоа што, нели, како што има прво, ќе се регистрираат, има пријава за регистрација, понатаму по пријавата за регистрација, автентификација на личноста, каде што ќе биде осигурано тајноста на гласањето, каде што апсолутно ќе има принципи со кои ќе се контролира начинот да не се случува двојно гласање. Јас сметам дека државната изборна комисија на ниво на задача дека ќе ги донесе сите тие подзаконски акти и мислам дека сега не е време ниту опозицијата, ниту било кој друг да реагира на тоа како тоа ќе се спроведе, туку заеднички да го поздравиме тој, да речеме, еден скок во храбар чекор на една модернизација која значително многу ги намалува административните, организацијските трошоци на дијаспората, затоа што верувајте, можеби во Србија не е така, меѓутоа на луѓе кои живеат така и на другите континенти, тоа е навистина трошок да се стигне до одредено дипломатско-конзуларно представништво. Така да мојот личен став, како и впрочем ставот на партијата, е навистина поздрав за овој храбар чекор. Апсолутно го поддржуваме и јас не се сомневам дека и во носењето на сите подзаконски акти, дека во наредните, ако не се лажам, председателски избори, јас навистина се надевам дека ние ќе го живееме тоа електронско гласање. Сотир кој експерт за избори и човек кој се разбира многу за изборниот процес и модел, како е клjučат коментари, мајчи факт е, тоа е гласот на македонците во светот. Не, тоа се само. А од друга ситуација, сега ние и новинарска забелешка у тој контекст дека е талог од талог, никако да оди напред. Значи, вистински јас ги нареков блокадери версус српските во Белград. Значи, и тие имале средба. Венко Филипче имаше средба со ректорот, како му беше името ректорот на Белградскиот универзитет? Тој што се преферира за контра Вучич да биде се нови избори. Мислите на Джилас? Не е Джилас, него... Тоа е тајкунот. Тајкунот, меѓутоа сега што е главен на блокадерите. Не, се како и да е. Човекот кој се поклони на луѓето кои уништиваат, девастираат. Сето тоа што еден наистина мастодон политички кој направи реформа у Србија. Направи тоа што 70 години од времето на Тито никој не направил ни, а да не речам нашите што украдоа 32 милиарди евра од времето на СДСМ и ДУИ, буџетски средства, Костов. И нема. Но како го дефинираш се тоа што нема желба да се успее во се тоа? Не се прагма сака. е во светот. Не се сака. Вака со работа, значи ја се бава малку подолго. Работава е многу јасна. Ако гласа диаспората во вистинска смисла на зборот и ако и се дадат реални услови, еднакви како нашите за гласање, тоа е 3-0 однапред за ВМРО ДПМН, да не ги забораваме изборна единица 7, 8 и 9 кои постоја, редовно ВМРО ги добиваше. СДС го знае тоа. СДС молчи и кочи, а ДУИ има друга математика. Има интерес. ДУИ преку села форсира 8 единици, што е нонсенс. Они предлагаат некои си 3 единици, што е исто така нонсенс. Они знаат на било кој друг систем да се појде, уште послабо ќе стојат.
вака колку толку, како ќе се изборат со опозицијата во албанскиот кампус, се држат некако. Главни кочничари се Али Ахмети и Дуи, во тоа им помага СДС и не сакат да се смени изборниот законник. Да се смени системот. Да. Од 2002 година го употребуваме, долго време го употребуваме. Пред 4 години сите се согласија дека треба да се смени. Никој не сака да го прифати мнозинскиот, бидејќи ВМРО ДПМН и тамо е најак, еве нека не се прифаќа. Ама рете да пробаме една единица, со или без праг, и види се Дуи како неферски, 5%. Па на 5% знаеш колку партии ќе отпаднат. Па 5% од нашиот не е добро среден изборички список, е многу голема бројка. Нормално е. Вучич 2% им даде. Од 0,5 до 2%. Некаде 2,5%. Се повисоко прак. Тоа е за обитачно за средните и за малите. Кој се плаши? Неуспешните. Значи, они само ги замајуваат малите и средните партии и се некоректни кон нив. Ја немам намера да бидам адвокат на овие партии, ама рете да им се даде шансата, иако мојата замисла е сосема друга. Неприфатлива е, ја знам, ама ја не можам да не ја кажам. Јас се сеќавам 98-ма, кога имавме поделен систем. Имавме 35 по мнозински систем, рестото, колку доаѓа 85, по пропорционален систем. Ајде да ве видиме. И вас големите, тоа се да речиме ВМРО ДПМН, само веќе не, ама еве нека е, тоа е Дуи, Левица далеко е голема, ама тук така она стагнира. И оние маливе, ако не ве бива на мнозинскиот, да ве видиме како ве бива на пропорционалниот. Иако, земајќи во предвид, дека кај нас многу сме исцепкани со партии, спрема гласачко тело имаме преголем број партии, имаме мултиетнички состав на населението, јас заговарам, знаеш каков систем? Како? 10, и тоа одамна сум го кажал, се дискутираше пред 10-15 години и го отфрлија. 10 однапред врзани пратеници за србите, минус албанците, као голема група, турците, македонците, муслимани, власите, бошњаците и така натаму. 10, нека се гласа, нека си избор. 110 е остатокот. Или пак поделено мнозински и пропорционален, или само пропорционален, една единица, ќе добиеме многу подобра и политичка карта, партиска изборна, и етничка. Да не заборавиме, некој пат претеруваме, ние малите заедници не били представени. Не е точно. Они се скриени на листите на големите, на ВМРО, на СДСМ, на ДУИ. Да. Ги има, ама вака 10 нека имат своји независни, изворни и нека се залагат, а 10 во една бројка од 120. Не е малку. Не е малку, да се разбереме. Апсолутно. Не знам зошто, сериозниот... Кога го најави овој проект? Пред 14 години, експертите, не само ја, тоа беше една екипа, поширока малку, сега полојне се починати, Димитар Мирчев, Слободан Чашуле, мислам Тони Поповски министерот и така натаму работевме на таа изборна проблематика и го предлагавме, експертите од ИСПИ, од институтите прифатија. Политичарите не прифаќат, тогашните, не сегашните. Не знам од кои причини не прифаќат. Убава поделба. 10, 110. 110 е или мнозински поделено со пропорционален, или само пропорционален, ама да го смениме Донтовиот метод, бидејќи сега сите сме незадоволни од Донт. Имаме голема загуба на субстанца, гласачка се вика тоа. Вака, со една единица нема да имаме загуба. Нема да имаме загуба. Утрешната моја колумна ќе биде токму со тој проект. Да ги освежиме мемориите. Подсетив на луѓе што не се меѓу нас, ама луѓе познавачи на оваа проблематика, познавачи. Море, кога сме работеле тимови, били и други, ајде сега да не спомнувам, после стана и председатели на држава, и се сериозно на маса разгледувавме, тоа е некаде, сега ќе ти кажам тачно,
Од 2004 до 2007, така некако се залагавме за това, нема, тоа се отфрли и еве ја сега подсетувам. Со моите 70 години ја подсетувам на тоа. Знаете што јас бев присутен на 3 председателски американски избори и токму го следев гласањето во тој Electoral College, што е различно од ова со што ние говориме. Таму колку гласа толку како му доаѓа, колку гласа толку колку луѓе толку глас, но има кој што вели Костов, значи гарантирана некоја бројка за да кој што викам на Евровизија, толку држави да у финале. Но како и да е. Еве бат се ве прашам како потпредседател на партија околу уставните измени. Ме интересира вашиот став, вашето видување. На вашите составници размислувавте и за ова прашање? Апсолутно. За мислите за уставните измени во Македонија. Видете, нашите ставови се апсолутно, да речеме, во тој смер, во согласност со владеачката структура во државата моментално. Сметаме дека ние навистина досега направивме еден мал милион отстапки. Ние секогаш правиме некакви отстапки. Што лошо ни се одрази? Апсолутно, што никој никогаш не се одважи да каже па во ред сега и некој друг нека направи некакви отстапки. Сметам дека уставни измени би можеле само да се случат под определени строги и јасни гаранции. Што е впрочем и за се така. Вие и да почнете да работите некаков бизнис или што и нешто да почнете, вам ви требаат некакви гаранции од прилика за да почнете дека нешто можеби ќе успее. Или за што и да се случува, а не поготово за едно многу такво важно државно прашање. Воедно е и ставот на нашата партија. Буквално сме согласни во тој смер дека потребни се јасни и цврсти гаранции. Без тоа навистина сметам дека ќе влеземе само во еден тунел без крај. Така? Каде што постојано и каде што секој од нас ќе може да бара некакви отстапки. Чекајте, луѓе, ние сме една независна, самостојна, суверена држава, па како што сите бараат од нас отстапки, можеме и ние да почнеме да бараме отстапки од неког. Зар не? Рете. Ако јас изимам за право, имам право како новинар, како аналитичар да поставам моја теза. Ова е интересно, значи со гаранциите, но што се случува зад завесата? Не е тоа завеса. Во дипломатијата има нешто што навистина е дозволиво. Значи да се преговара без јавноста. Значи тоа е на завесата. Да, од секој било така. Ова сега што го прави опозицијата, што го напаѓа министерот за да врши работи, не пие вода, не носи. Не држи. Не држи. Јас мислам дека председател на владата Мицковски со својот тим и Мицунски со своите голем број организирани средби со секретарот, државниот секретар Марко Рубио, каде што јасно упатува порака до светот и до македонските чинители на политичкиот амбиент, дека им стало до Македонија. И давајќи комплименти токму на овој тим. И влагам у финале. Да не заборавиме. Во времето кога човекот што ја освои власта по втор пат, тоа е Доналд Трамп, за кој навистина по кој пат спомнам, да, сум про Трамп му дава поддршка и 2016 и ова година и така натаму, минатата година беше победата, дека нема да го заборави доброто на нашите луѓе кои му дадаа поддршка, например, човекот кој го има денеска тој голем бренд Рамбл, кој навистина зад завесата дава се за Македонија. И нема да го остави Трамп овој дел на светот не поддржан. Деновиве во посета приватна дојде Гренол, значи човекот кој е тешкаш, супер тешкаш, имаше средба, не со човекот од талогот, морам така, додека не се опаметите, така и ја ќе наречам. Значи имаше средба со Мицковски и со Муцунски. Дали тоа значи, Костов, дека сепак Америка, и да бидам навистина конечно прецизен, кога Едвард Джозеф, човекот од универзитетот кај што е и Даниел Сервер, кои упатуваат порака каква политика ќе се води, упати порака и поддршка за Македонија, критикувајќи Бугарија. Дали овој пат
Америка става рака врз Македонија и еднашка за секојаш да ја затвори темата околу нејзиното европско интегрирање. Ова се приметил, ама да те подсетам, пред X месеци беа во Бугарија. Да. Бугарите од тогаш молчат, збунете се. И избунети Не напаѓат као што напаѓа до сега, као наводно, еве ви го Брисел со Брисел. Збунети се, и много види, погрешна беше проценката, не припаѓав ја на тие аналитичари, тоа е инфлација од аналитичари, не сакам никого лично да навредам, кој кажа готово Америка го дигна сидрото и отиде во Азија. Не е точно. Не е точно. Гледајте што прави со Србија. Гледајте што прави со Македонија. Значи, Америка е многу поблиско да го реши македонското прашање визави бугарите. Тој е нивни проблем, наши не е. И српското И- со Косово. Да. Альбин Курти Болни се и добил толку двете, тлаканици и од двете Трамп. се болни и мислам ке најдат решение. Ама, без веќе остапки, младата Елена како или почитуваната Елена? Да. Па, доста дававме, бе, браќа. Се дадовме. А немам намера да го бранам министерот Муцунски. Ајде да ме подсетиш ти мене, цови, вака ти си попрофесионален, секојдневно се бавиш со тоа, ја кога ќе стигнам, а без заев ни најави ли името на грците кога го предаде? Ни кажа ли со кого договараше, соработуваше, кој му го напише договорот? Те молам? Не. Ни најавија ли со бугарите што ќе ни се случи со договорот? И то на 1 Не. септември? У првите 4-3 месеца од власта, Рако. цак-цак! Ајде сега да броиме 2 години поминува власт. Шо не осрамоти? Ништо. Ги брани националните интереси, ги брани државните Ги интереси. враќа парите што ги украдоа. Тоа да не збориме. Секој еве земјоделието. 4 години направени празнени дупки од субвенциите ги враќаат, немаа време, 2 години минаа стратегија целосна да направат. Парцијална има, ама немаат целосна не направија. Значи, оваа власт само нека издржи. Сега добро, доаѓаат некои критики од бирократите, значи од Брисел, ама лидерите направија еден засврт. А тоа е Тиват. Така. Од Тиват, ја го осеќам, Се бранот испратени пораки. поинаков доаѓа. Да. И сега некому не му одговара. Тој некому Се од нервира. пред ден-два го викаме талог. Тука завршувам. Така да, Америка, мислам, сериозно ќе се позабави со Балканот, бидејќи останува клин. Ја имам други сваќања, ја не сум кој другите што не смеа да спомнат Русија, Кина, Индија, не. Јас сум кажал уште пред 7-8 години дека нас БРИКС може да не оправи. Како не? Зошто алтернатива да го немаме? Ама ајде сега да не ја скренуваме емисијата. Да не одеме у тие теми. Лично мислам дека Америка е на пат, без да платиме данок, да не речам во крв, како метафора, да го решиме прашањето, и лично мислам дека прашањето ќе биде решено. Сега дали ќе дочекам јас, например, со моите 70 години. Ама преку ноќ па и не биват некои работи. Белите се прават преку ноќ, авторитетот, дигнитетот, образот се губи преку ноќ, а се осветлува, се оправдува со месеци, со години. Се надевам тој период ќе биде многу пократок, отколку што се плашам дека ќе биде и дека јас ќе начекам. И ќе Името да начекаш. си го вратиме, а знаеш како се враќа? Влегуваме во ЕУ, нема граници, ете тие географска, етничка, не голема Македонија. Историска Македонија во своите историски, географски и етнички граници. Никој пат немало голема Македонија. Имало голема Бугарија, Сан Стефанска, мегали идејата на грците, Призенската лига на албанците, начертанието на србите. Македонија никој пат немало голема Македонија. Македонија Од мене толку. секогаш, бидејќи ова се викаше... Што била своја на своето. Своја на своето, полуостров се викаше Македонија. Кон кого сме Турците. погледнале да му земеме? Не. Никош. А овие Јерусалим Охрид го бараат. Па не че мочи, како викаат од север нашите браќа. Не че мочи. Тоа што ме радува, знам дека Елена си ин во политиката и во Србија. Јас гледал на случајно го спомнам дека дојде 2 во 1 да им соопшти на Албин Курти кој потпиша договор токму со Трамп и со Вучич, им доби по 5 милиарди евра добија у тоа време двете страни. Едната беше да се среди
гази како беше тоа кај езерото, кај браната во Косово. Подсетите. Газиместа? Не газиместа, него другото. Гази вода, не. Добро, не. Не битно, значи да се средат и кај што се и српската енклава и српскиот дел. И второ беше Србите, односно Вучич исто така да попушти во делот на тие притисоци и потпиша со пенкалото на Трамп. Значи тоа дека Трамп си го бара своето, давајќи му предност на Вучич, а од друга страна Карајче го курти за неисполнување на ветувањето. И за ова што ги рушат викендиците на србите. Денес што се прави? Бетер од грците. Им се рушат и им се земат имотите и куќите. А што со папирологија се? Да, знаете како во изминативе години Косово сметам дека навистина добиваше огромна поддршка од страна на Америка, што во последниот период тоа и не е баш така. Тоа е навистина еден сериозен и сензитивен проблем во цела Србија. Косово е, да речеме, рак раната како и на владеачката структура во Србија, така и на буквално на сите кои ги водат државните институции, затоа што сметам дека тоа е еден проблем кој одамна се влече и се повеќе мислам дека се назира решавањето на тој проблем. Јас не би сакала да навлагам понатаму во тоа, да не бидам погрешно сватена затоа што се работи за сензитивна тема на таа страна. И јас не би сакала во таа тешка политика. Ја и Костовче, ја начнавме со дека јас го спомнав неслучайно гранов и неговата посета, што гледам дали беа моите колеги или медиумите успани, поспани, уморни од оваа температура. Денеска е пикот на жештина. Не им одговара. И не им одговара. Тука е она... До вчера бранија другата. Deep State, ја не сакам вечерва да го употребам други изрази. Да, богата држава се уште е активна. Апсолутно. Во правосудството. Метастазира, дефинитивно. Но еве, да одиме на ово прашање, да е, пошто ветив јас денеска ја напишав колумната за ташмаруништа, че можеме тука да дадеме простор. Ја напишав една многу убава, сега ја фалам, ама тоа се ваши фалби, ваши поруки што ви пратите. Читателски, голем број и можете еве да видите и ги поздравам колегите од порталот Охрид 24, кои навистина многу добар одзив има за случувањето во ташмаруништа. Сотир, ти си исто така доста ин во натрешната политика. Како е толкуваш ова крајно дно, на дното однесување? Сло разбрав дека човекот денеска е приведен 52 годишен, кој бил, сега не може дека со силата да те опијани, меѓутоа може да те нафатира со паричка и ред други работи. Како го толкуваш сето ова што се случи во ташмаруништо? Нема друго рационално решение, сем вака. Отсутство на домашно воспитание, немање на елементарна култура, а за политичка, дури некој поим порастеглив, општествена граѓанска култура и да не зборувам. Ама, тоа немој да мислиш дека туку така се случило, Сотир Костов се опил, ставил некој малиган повеќе и отишол да ремети ред. Не, тоа е наместена работа. Тактика со математика. А гледај зошто е наместена. Значи, некаде 6-7 години, не сум ги бројал точно, во опозиција, почитуваниот Мицкоски одеше од ташмаруниште. Тоа е историско место, загинати наши луѓе, стрелани и така натаму и така. Сега кога е на власт, не ги заборава нонстоп. Покрај сите зафатеност, сите државнички активности, од наоѓа време, после Пелинце, да дојде во ташмаруниште. Некому му смета, и пази сега, некој гледа дека тој оди меѓу народот, слободно се движи, не се плаши од народот. Ами ја да те подсетам тебе пред 2-3 години, ти знаеш ли дека се собираја наводно во кабинетот кај председателот и таму учествуваа, знаеја и букети да остават у дворот, оно се плашија пред народот да излезат. И веќе ти кажам, 23-та, 22-та година, па дури мислам и почетокот од 24-та година.
Сега ова го знам по некои мои канали. Значи, кај Пендаровски се собира, се плашеа со народот да излезат. Не, кај премиерот наш Мицкоски, кај Силјановска, кај пратениците, кај министрите, не е така. Тија и покрај присутните некои критики кои се оправдани, не се идеално во оваа држава. Тие одат со народот, се дружат со народот, примат и пофалби и критики и апсолутно не се срамат од она што го мислат, што го говорат и што го прават. На почетокот реков, сите економски и социјални параметри одат нагоре. Тоа не Сотир го кажува, тоа не ЦОБЕ, тоа го кажува ММФ, Светска банка, Европска унија, State Department. Ке се задржам на толку. Ги има и многу други институции меѓународни, овие банкеве да не ги спомнувам и така натаму. 3,5. Меѓу трите најдобро растички и најбрзо растички економии, молим лепо. Меѓу петте економски развои по обем и така натаму. А најниски цени на деривати, но. Тоа така се создава позитивна енергија. И кога таа енергија ќе се изнасобери од секаде, се претвори во синергија, ете ти го праведниот пат, исправниот пат каде што не води оваа власт, а го потврдија од председателот на Европското собрание, од фон дер Лајен, од Марта Кос. До сите други што наназад 4. Што другите очекуваат дека доваѓаат. Не, ја не очекував од нив. Ја не очекував. Критики од талогот. Рекоа, видлив напредок, И кажуваат. Ја израчунав, не е 90%, 95% е европската реформа напредок, не си, може би сум грешка, а овие кажуваат ништо не е сработено. Тоа не можеш да сватеш, бе. Дај тоа што е видливо и мерливо, квантитативно, не го напаѓај. Ме го пофали го, а удри по цените, удри по проблемите, по она, нападни тоа дека држи. Ја така го гледам. Факт е дека е изолиран случај. Факт е дека случај на кој не треба да му се даде значај, ама ги молам институциите професионално да постапуваат, да го процесуираат и да не се случува вакви случаи. Да си добие, бидејќи од преседан не смееме правило да правиме. Костов, значи не сме да се случува вакви ситуации. Да. Во моментов е господинот Мицковски. Не може, значи и тие се представители на власта, независно и на опозицијата исто така. Нема, тоа е институција, премиер. Институција, сака, некој сака, ти мора да го почитуваш. Ти мора да го почитуваш. Институција е. А не вака да му испречаш секакви медиокритети, токму таков сленг заслужуваат и така да се однесуваат. Некоректно. Ајде да го свртиме веднаш на српскиот случај. Имате ваков случај и со Вучич. Значи, инвестирал најмногу. Сега разбрав дека дал околу 16.000 ваучери за годишни одмори. Па пензионерите во август, во септември ќе добиат 250 линеарно евра. Апсолутно, видите, господинот Вучич на вистина премногу прави за граѓаните на Србија и тоа не е само онака небулоза како само да се каже, него тоа е на вистина така. Фактите го зборуваат тоа и вие впрочем знаете и сите можат да видат. А тие ситуации јас би се сложила со господинот дека пред се луѓето кои имаат некои негативни ставови и ги изнесуваат директно против личноста, сметам дека тоа е еден чин на крајна некултура, на крајно непочитување првенствено кон државата во која живеат, кон личноста, затоа што прво тоа е непочит кон личноста, таа личност може и да не биде председател, него вие може да имате, како вика кривичниот законник, значи јас имам право да си го остварувам своето право, се додека не навлезам во тујото право. Значи, можеме да има легитимни начини вие како да го изнесете вашиот негативен став. Напишете официјално писмо, директно адресирајте го до него. Кажете што ви смета. Имате најразлични демократски принципи, соберете потписи, дајте иницијатива.
Затоа што ние живееме во 21 век, каде што навредите и сето останато недолично однесување, сметам дека навистина треба веќе еднаш за секогаш да го оставиме позади нас. И ако веќе живееме во демократија, ако веќе се стремиме кон демократија, тогаш дајте да ги почитуваме демократските принципи за изјаснување на своите негативни ставови, негативни мислења, без разлика дали се работи за личност, дали се работи за политичка партија, дали се работи за институција. Сметам дека постојат цивилизирани начини на кои можеме тоа да го направиме. И тука апсолутно не постои никаков изговор, освен санкција за луѓето кои имаат такво некултурно и недолично однесување. Ма не само некултурно, тоа е, например, недолично секој случај да му се закануваш на семејство, тоа зборно за Вучич. Затоа ти се согласувам со тебе, ова да не почне, дали ќе се согласиш со мене, прво да го атакуваме, после да удриме по семејствата и така натаму, што не сме да се дозволи. Почитувани политичари од Социјалдемократскиот сојуз, јас го пренесувам само како портпарол на гласот на народот, како ве нарекуваат. А јас сам би констатирал до некоја ситуација се согласувам. Значи, покажете се како вистински пред се македонци, а потоа како луѓе. Јас секој реков, македонецот е дистинкција меѓу човекот. Значи, колку години нафрли стаж портпарол на народот? На народот 26 години. Машала. Ја мислам дека нашиот главен инженер, еве ви пушта во скринот дека има дека 26-та година е прославивме на Свети Никола Летен. Дај Боже дека Господ дава живот. Амин. Јас тука, ако ми дозволите, ќе направам една повторна музичка завеса од ваква убава македонка и многу македонки кои еве повторно истата кајла во Австралија, да ве потсети што значи како се почитува македонката во светот и сакајте се меѓу вас каде и да сте во светот. И влагаме завршница каде што моите соговорници ќе се го кажат своето мислење, но со обраќање до вас. Одиме со кајла. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Убава порака, што да кажа, не исполни тука во студиото, Елена. Еве, дали си горда како керка на Македонија? Да. Едно големо, да, навистина и сега додека го Кајла, гледавме овој спот и слушавме, да, толку морам да признам дека дури така ме понесува малку емоции, колку нашите македонци низ светот си ја негуваат, си ја сакаат својата култура, својата традиција, толку се млади, а толку се горди на својата македонска песна, на своите македонски игри. Навистина е прекрасно да се слуша и токму се овие моменти кога колку и да сме мали, какви сме, такви сме, токму сме, ние треба да сме горди на она што сме. На крај на денот сите ние сме граѓани на планетата Земја. Сите ние сме жители на планетата. И уште еден сублимат, која е твојата порака? Со оглед дека ве разговараме скоро 82 минути. Заедно ние тројцата во овие жешки температури кои наистина едноставно ја верувам дека се соглед со мене и ја освежи македонската јавност и дома и надвор. Еве како подпредседател на една референдна партија од македонците во Србија, која наистина имате едно богато искуство. Тоа не значи дека нашите македонци во другите држави, ќе ги поздравам во Италија, Швајцарија, Франција, Германија, Хрватска. Ние сите нив ќе ги имаме ова лето, овој месец што ни престои. Така да, кој е твој сублимат на сето ова и која е твојата порака, Елена? Спомнахме и за Националниот совет во Србија, интеграција, освежување на тој тим, да вие младите ја преземате таа иницијатива, уште повеќе Македонија да представите во едно вистинско светло, да има еден фидбек каде што Македонија ќе се го добие своето место на сцената, на политичката сцена и секако ќе дадете придонес за развој на државата во која вие функционирате, живеете и постоите. Повели. Она што првенствено сакам да го кажам, еден огромен поздрав до сите македонци низ целиот свет, каде и да се, колку и да се, да знаат дека нивната матица никогаш не ги заборава, тие секогаш има каде да дојдат, каде да се вратат, секогаш имаат луѓе кои тука ќе ги чекаат и сакаат.
Второто нешто што сакам да го истакнам ќе биде еден збор со огромен извичник на краја, тоа е обединување. Обединување, а не разединување, и тоа обединување во смисла и во рамките на малцинствата во секоја една држава, не само на македонското малцинство во Србија, него обединување на сите луѓе во рамките на малцинството во секоја држава, затоа што само обединети, без тогаш верувајте дека бројката на вистина не е битна, со вистинско, суштинско обединување, каде што на вистина ќе има и меѓусебна поддршка, меѓусебна соработка, меѓусебно помагање. Како такви, ние на вистина можеме да правиме крупни промени, на вистина можеме да станеме еден дел од целокупниот политички општествен живот, конкретно ние во Република Србија, како и сите други малцинства. Ги охрабрувам сите македонци да продолжат да бидат храбри, впрочем тоа е една наша карактерна црта, една храбра, една херојска нација која низ годините што и да се случува, некако цело време јас верувам дека излегуваме победници и некако се повеќе сум убедена во тоа дека ние сме навистина како пиреот и се гордеам со тоа. Те благодарам. Сотир. Убава со пирејот и со... Јас сакав да ви убацам, да се убацам во зборот кој Гане Тодоровски, сакав да го спомнам Анте Поповски, но Елена го македонствува. Да. Во моментот Македониум. Да. Најпрвен на нашата симпатична Елена, гостинка, која многу мудро, убаво зборува, паметно. Јас сум познат, кој подарува книги, бидејќи тврдам дека после алатот за јадење, најубава алатка за нас е книгата. 2 книжулиња ќе поклонам, да се сеќава кога кајцове била. Селена на брендови, тоа е моја книга, амбасадор книга на други 5 книги за брендови. Повели Елена. Ви благодарам Нема многу. да фалам, кога ќе најдеш време прочита ја. Ви благодарам. Ева, вторава морам да апострофирам, но ова не сум јас автор. Македонското народно творештво показали дека на степенот на умственото развитие, морам оригинално да го прочитам, на народот и огледалото на неговата душа. Ова е од пред 4 години, јавна трибина што јас со мојот тим ја организиравме, а наши панелисти беа Наташа Котлар-Трајкова, Валентина Христова Миронска, Лидија Гушевска и Бранислав Светозаревич. Нови моменти за браќата Миладиновци, 100 година зборникот. нови моменти за зборникот, социолошки моменти историски, ова вреди да го прочиташ. Значи, ја не сум автор, тука нема да се подпишам, ама ова книжуле за мене е едно од подобрите книжуле. Добро, тоа од прилика за тој дел. Инаку, мојот однос кон диаспората, еве го, ја на Бил Николов од Канада му помагам неговите кампањи низ Македонија да се развиваат. При крај ни е завршна фаза, никој нема право да го менува нашето име и идентитет. Нашето име е Македонија, значи кампањата со Гоце Делчев. Ова ни е при крај. Во почетна или така подмината фаза ни е илегален закон, не е закон, нема веќе изговори, нашето име е Македонија, Преспанскиот договор може лесно да се раскине. Еве го, за вас во Србија да однесете, да видите од Канада што се залагаат. Собе, ова е за тебе, да се ми жив и здрав. Што да кажам, драги мои македонци, пред ден-два беше еден од најголемите наши празници Илинден како државен, значи тоа е и верски Свети Илија, ама сакам да кажам тоа е Илинден 903, тоа е Илинден 944, да ни е честит и вековит, и само да најавам во тоа име почеток на една кампања на една невладина организација Еспањол студент Штип, каде што ја помагам таму на живот заедно, се мисли на нас македонците и останатите сите во Македонија. Слоганот ни е создаваме трајни заедници, добри граѓани за трајни заедници и така натаму, тоа е малку јас да злоупотребам, пошто ти нас знаеш да не употребиш. И драги мои македонци, каде и да сте ми живи и здрави,
да гледате емисиите од Цобе, бидејќи тој прави едни од најдобрите емисии за Македонија, како што ја можеби прв нареков, во овој Македониум, а тоа е зборот што Анте Поповски го измисли и ни го остави во наследство. Да сте ми живи и здрави. Амин. Почитувани, пред да се поздравам со моите соговорници, да кажам ја 2-3 збора, да, веќе влегов финалето на моите две нови книги, третиот и четвртиот том. Третиот се вика Чести непокор и четвртиот е Македонија шаховска табла на Балканот. И јас сега морам да повикам еден апел до сите вас, добронамерни македонци. Книгата е средена, уредена, но од вас очекувам поддршка да објавиме заедно. Јас се откажав, не дека не ми требаат хонорари, ја навикнав сите овие години, 46 години, јас сум така од љубов за Македонија, под наводници го кажам, кога некој нема да се сети дека и гласот на народот заслужува поддршка. Навистина барам поддршка, заедно да ги објавиме третиот и четвртиот дел од тој четиритомно издание на гласот на народот, клучот на демократијата. Инаку, ви благодарам што и вечерва бевте со гласот на народот, благодарам на нашите гости за аргументираната и отворената дебата. Продолжуваме да отвараме теми од јавен интерес, да слушаме различни ставови и да придонесуваме за информирана и јавна дебата. Нашата цел е фактот, аргументот, мислењата да бидат пред вас, а заклучоците да ги донесете сами. Како што знаете, јас сум Слободан Томич, автор и домаќин на вашиот профил, портал, форум Гласот на народот. Елена, ти благодарам многу што дојде Белград специјално. И мене задоволство и поздрав до председателката Маја Георгиевска, која навистина е вистински стожер на македонците у Србија. Сотир, ти благодарам најмногу што навистина. Честа беше моја. И мене големо задоволство на гледачите кои те барат, Сотир, те барат. Кога можеме? И ова ќе Кога не. Јас имам комшија кој вели господин Слободан, ова не е куртоазија. Верувајте ми, кога слушам најава Сотир гостува, господин Сотир Костов со љубов гледа. Тоа мене удушата. Поздрави го од мене, да е жив и здрав. Амин. И вам, почитувани од Социјалдемократскиот сојуз, наречени талог. Не сакам да бидете талог. Не ова некоја интриганска моја артикулација. Сакам да се преобразите, таа метаморфоза сега, денес, кај моменте, да ја смените. Една е Македонија. Ниту на ВМРО, ниту на СДСМ и кој да е. На македонскиот народ породи државјанство што си ја сака. Бидејќи тој нема алтернатива, нема други држави. Бите живи здрави, Господ да ве благослови вас, најмногу Македонија. Се гледаме наредниот петок, а денеска беше вторник, специјално издание за вас од моите двајца гости. Пријатна вечер. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.